Екологијата е секогаш актуелна тема. Токму по таа тема е и по тој повод гостинот во моето студио. Со мене денеска е Ико Бердаровски, менаџер за грижа на корисници во Пакомак. Здраво, Ико, и добро ни дојде во студиото. Здраво и добро ве најдов. Како и секогаш, така и овој пат си драг гостин во нашето студио и нормално гостувањето верувам дека со ова гостување верувам дека ќе ги заинтересираме нашите гледачи да устанат пред малите екрани и да го слушнат она што имаме да им го кажеме. На самиот почеток би сакала да започнеме со едно истражување кое што беше направено во периодот мај-јуни годинава и кое што даде навистина интересни резултати, а сега поврзани со рециклирањето. Може ли да ни кажеш какви беа резултатите од ова истражување? Убаво кажавте, значи не ми е прв пат да гостувам во оваа телевизија. Сега значи ми е големо задоволство за да направиме една ретроспектива што сме сработиле во последниве 5-6 месеци од аспект на истражување од аспект на другите активности кои што ги работевме. Минативе пред 3 месеци направивме истражување во соработка со Брима Галуп да видиме кај сме, што сме во однос на нашето работење, да видиме во однос на почетокот на активностите на Пакомак, како стоиме сега од аспект на едукација на луѓето, дали знаат што е рециклирање, дали го препознаваат Пакомак како компанија која што се занимава со тоа, со тие активности. Истражувањето беше направено на територија на Скопје, на населението и на територија на останатите градови, значи на дворешноста од Македонија, кај населението и на територија на цела Македонија кај компаниите. Истражувањата покажаа дека во Скопје луѓето се повеќе запознаени во однос на рециклирањето, во однос на придобивките од рециклирањето и во однос на она што Пакомак го работи, односно преку 60% од луѓето знаат што е рециклирање, ги знаат активностите на Пакомак, во споредба со 30% кои што се однесуваат за надворешноста од Скопје. Кај компаниите можам да кажам дека многу поголем е тој процент, односно многу поголемо е познавањето на компаниите за нивните обврски во однос на законот согласно кој што ние работиме. Меѓутоа, за жал, се уште голем број на компании во Македонија не го почитуваат тој закон и тука очекуваме помош и поддршка од државата, односно од министерството, за тоа сето да се усогласат сите тие компании согласно законските регулативи и прописи. Така, според резултатите од ова истражување, што најмногу се рециклира во Македонија? Во Македонија најмногу луѓето имаат најголеми познавања во однос на пластиката и во однос на хартијата. Тие знаат и на картонот. Значи тие знаат дека тие два производи, односно тој отпад од пакување најмногу се рециклира во Македонија и најчесто се рециклира. После на трето место доаѓа стаклото. Самиот тој факт и го потврдува она што ние го работиме и во однос на она што ние собираме и рециклираме, меѓутоа и ни дава показател што следно треба да направиме во однос на нашите активности. Ако досега комунициравме дека треба да собираме и да рециклираме пластиката и хартијата, бидејќи и нашата држава како држава е подготвена за рециклирање и фирмите кои што работат со тоа се подготвени за рециклирање на тие два материјали. Следен чекор е ние да почнеме активности и комуникација околу рециклирање на стаклото, бидејќи огромна количина на амбалажа во тони се испушта на македонскиот пазар од стакло и сето тоа треба некој да се погрижи и тоа да заврши на рециклирање. Секако повторно ќе имаме поголем број на активности на територија на Скопје, бидејќи Скопје покрива поголем дел од популацијата во Македонија. Меѓутоа нема да ги запоставиме и останатите градови, како што и досега, и таму инсталиравме и испорачувавме комунална опрема и инфраструктура, така ќе продолжиме и во иднина. Меѓутоа секогаш првите чекори во однос на новите материјали, во однос на новото собирање, на новите материјали за нас, викам, од аспект на стаклото, бидејќи треба од септември, октомври да почнеме со тие активности, како што кажав, ќе почнеме на територија на Скопје.
а подоцна ќе се расшириме и низ останатите градови од Републиката. Така, би сакала повторно да се задржиме на истражувањето. Зошто се за вас важни овие резултати кои што ги добивте од истражувањето? Дали ќе делувате повеќе онаму каде што забележавте дека е помала свеста и знаењето за важноста од рециклирањето? Па, овие резултати се, можам да кажам дека сме многу задоволни прво како се направени, затоа што се направени по поединечни региони, по градови, потоа се поделени на рурални средини, на урбани средини, така да точно можеме да знаеме и да ги прецизираме нашите следни активности во периодот што следи, па да направиме еден пресек следната година со повторно истражување да видиме колку сме постигнале, каков успех сме постигнале во однос на нашите резултати. 2011 луѓето има многу малку познавање во однос на рециклирањето и селектирањето. Оваа година, значи рековме после 2 години работа, рековме 60% Скопје, 30% на дворешноста. Од аспект на истражувањето можам да кажам дека Пакома како компанија стана препознатлив бренд во однос на рециклирањето, нескромно, меѓутоа точно е тоа, затоа што луѓето го препознаваат и е синоним како компанија која што се занимава со рециклирање и селектирање на отпадот од пакување. Па после тоа има многу празни места, па се останатите компании кои што се од бивша Југославија, да кажам, кои што веќе и не постојат, меѓутоа кај луѓето останале во сеќавање дека се занимаваат со рециклирање и со преработка на картон, рециклирање на хартија. Така да, согласно резултатите, ќе бидат следните насоки, значи таму имаме исто пазоци околу фреквентноста на поставените контейнери, дали има доволен број на инфраструктура во населените места во градовите, така да сето тоа ќе ни дава насоки за нашето действување, а секако тие истражувања стоиме на располагање да ги споделиме со Министерството, така да заедно да земеме одредена стратегија која што ќе не доведе до посакуваната цел во 2020 година да рециклираме 60% од отпадот кој што се фрла во Република Македонија. Кога зборуваме за тоа колку сте препознатливи, јас би додала дека сте препознатливи кај целото население, и кај најмладите, и кај младите, и кај повозрастните. Кај најмладите сте препознатливи од оние еколошки акции кои што ги спроведувавте во училиштата. Би сакала повторно да се навратиме на истите, да се потсетиме на акциите, меѓутоа и да го најавиме она што следува од самото почнување на учебната година. Повторно ќе бидете активни и актуелни во училиштата. Да. Па ние, како што кажавте, не сме актуелни само кај најмалите, туку сме актуелни и кај повозрастните. Имаме одреден тип на активности, не се само децата, значи имаме одреден тип на активности каде што ги анимираме, популацијата од 7 до 77 години, така народски кажано. Инаку, активностите на Пакомак се, значи, во еден дел да действуваме, односно да инвестираме во инфраструктура, контейнери и собирање на материјалот кој што се собира во таа инфраструктура. Меѓутоа, другиот и не помалку значаен дел е едукацијата на населението. Значи, една од активностите за едукација на населението е тоа што го почнавме минатата година со основните училишта во 3 општини од Скопје, значи ги анимиравме децата да собираат пластични шишиња, да доносат на училиште, кој колку може по пластични шишиња секоја недела. За возраст дониравме течен сапун и апарати за течен сапун, за возраст ја подигнавме хигиената во самите училишта. Значи има бенефит и еколошка едукација и децата и родителите на децата. Значи дука опативме поголем сегмент на населението, односно на возрастни групи, поголем возрастни групи. Бевте само во неколку општини застапени, дали ќе се проширите сега на минатата година бевме во општина Карпош, Кисела Вода и општина Газибаба. Самите тие активности ни покажаа дека не треба тука да застанеме, дека треба да продолжиме и со други општини во Скопје, затоа што ако на една територија од општината, значи ако сме собирале на пример 500 кила годишно пластични шишиња отпад од пакување, ние во одредена општина со овие активности од истата таа општина собираме 10 пати повеќе отпад од пакување. Значи имаат ефект нашите активности, задоволни се децата, родителите, наставниците и имаме едукација на децата. Затоа не застануваме тука.
Продолжуваме, значи, со општина Центар, подпишавме договор за соработка, со општина Аеродром и со општина Ѓорче Петров. Значи, почнуваме сега од септември. Овие наши активности ги препозна, значи, голем дел од компаниите кои што се наши партнери и општествено одговорни компании. Така да Шпарка банка, значи, несебично се вклучи и го поддржа овој проект, така да од септември сега, како и минатата година, заедно со нив одиме во едукација и поддршка и реализација на овој проект. Ако минатата година наполнивме еден олимписки базен со пластични шишиња, оваа година очекувам 2 до 3 базени да наполниме, така сликовито кажано, за да знаат луѓето колку тоа се собира пластични шишиња, односно во превод некои 25-6 тона пластика собравме од овие 3 општини минатата година. Така и наместо на отпад, оваа пластика завршува нели во на рециклирање и со самото тоа, освен што материјалните средства се неизбежни, се заштитува и животната средина. Апсолутно, пластиката заврши на рециклирање. Сите училишта добија течен сапун со соодветен квалитет, унифициран за детските рачиња. Значи нема веќе проблеми со миењето на рацете и со пукањето на кожата на децата. Родителите од дома не носат течен сапун на училиште. Сите се задоволни, сите се срекни, ние продолжуваме понатаму со овие активности со основните училишта. Така, кога се повелете? Покрај тоа, да се надоврсам, значи не остануваме само на основните училишта. Имаме активност и соработка со Зоолошка градина Скопје, како едно од поатрактивните и пофреквентните места за посета, исто така од голема група, значи, на луѓе и од целата Македонија. Со Зоолошка градина, значи, почнавме проект, наместивме еден контејнер, кој што, ако дојдат луѓето да го барат, нема да го најдат во Зоолошка, затоа што е маскиран, има бројчаник, не личи на контејнер практично, и ги брои шишињата кои што се фрлаат во тој контејнер. Пораката со овој проект е дека со одреден број на фрлени шишиња, односно собрани шишиња во тој контејнер, со средствата од тие шишиња ќе го подобриме живеалиштето на животните во Зоолошката градина, односно сега за почеток почнуваме со мемуните, па потоа ќе собираме шишиња за жирафата, па за лавот, така да и тука ќе почнеме една, да кажам, долгорочна соработка за да помогнеме и во самата Зоолошка градина, значи да ја подигнеме свеста и на луѓето кои што ја посетуваат градината. Така, освен со дечињата, имате соработка и со младата популација. Еден од настаните кој што јас би сакала да го споменеме е забавата која што се случи во летниот клуб Хавана, во кој што на влезницата која што требаше да ја платат сите кои што сакаат да дојдат таму, беше со 3 пластични шишиња. Навистина интересно, може ли ни кажете како заврши на крајот оваа забава? Имаше ли интерес? Па ние таа забава, тоа е, значи, концерт. Ние тој концерт го организираме втора година поред. Тоа е еко концерт и имаме, значи, некој неподпишан договор со Хавана дека тој концерт ќе помине во традиција, затоа што втора година поред таму го организираме. Идејата за тој концерт и целта на тој концерт е повторно, значи, да влијаеме кај населението и да ја подигнеме еколошката свест, да кажеме што се можеме да направиме со пластичните шишиња, така да беше интересен предлогот и тоа многу добро се покажа уште минатата година и оваа година повторно, да луѓето не треба да купуваат влезници, немаше влезници за тој концерт, значи имаше едноставно влезница беше 3 пластични шишиња, кој ќе донесе 3 пластични шишиња ќе учествува на концертот. Минатата година имавме негде околу 1000-1200 посетители. Оваа година беа сите карти распродадени. Собрани голем број на шишиња, имавме повеќе од 1500 посетители. Имавме супер коментари на нашиот Facebook профил, значи од сите 25-6000, да кажам, поддржувачи на нашите активности. Оваа година настапува македонски групи. Концертот почна негде околу 10 часот, па траеше касно, значи доке 2-3 часот, значи многу добро беше прифатен и следната година е во план да го реализираме истиот концерт, па може да и на некое поголемо
поголемо место. Така, тоа е уште една потврда за она нели што го зборуваме во текот на разговорот, дека освен кај помладите и кај оние повозрастните, вие се трудите да бидете застапени во младата популација. Тука јас ви ја спомнала и она кампања Trash for Art, која што е навистина интересна и која што некако го комбинира отпадот со уметноста. Зашто станува збор? Па за Trash for Art е активност која што ја правиме веќе трета година ќе ја правиме поред. Значи во Trash for Art ги анимираме сите, значи луѓе кои што имаат некоја креативност во себе да изразат преку изработка на уметнички дела од отпадот од пакување. Тоа значи дека луѓето од секојдневната амбалажа која што ја селектираат и која што ја фрлаат, може да направат разноразни уметнички дела. Така да минатата година, ако првата година имавме преку 120 дела пријавени за тој конкурс, минатата година имавме преку 250 дела пријавени за тој конкурс, така да оваа година очекувам да имаме многу повеќе. Има повеќе категории, една категорија беше основни училишта, другата категорија беше слободни уметници. Има стварно, значи, кога ќе видите што се може луѓето да направат од отпадот, од пакување и до каде од нивната креативност, ќе се, значи, не може да останете рамнодушни, затоа што минатата година имаше направено жирафи, имаше крокодили направено, па потоа тие уметнички дела, затоа што тоа стварно е уметност, ги изложувавме на фреквентни места во трговскиве центри низ Скопје, во Сити Мол, во Веро, во Рамстор. Така да уште сега можам да кажам дека луѓето прашуваат дали оваа година ќе се организира тој конкурс. Така, кога ќе биде овој конкурс? Па овој конкурс ние ќе почнеме да го комуницираме дека луѓето треба да ги подготвуваат нивните дела негде средината на ноември. Тој се однесува за целата, значи нема, значи Скопје надворешно, него тоа се однесува за цела Македонија. Се јавуваат компании кои што се, значи, заинтересирани како општествено одговорни компании да го поддржат тој проект. Тука имаме соработка и супер односи со Прокредит банка, некако банкариве се многу општествено одговорни компании. Така да интересно е кога, здравје Боже, кога ќе биде конкурсот, ќе викнеме да видите што се луѓето, да снимите што се луѓето може да направат од отпад од пакување. Така, ние со задоволство ќе дојдеме тоа да го снимиме, а потоа да им го прикажеме на нашите гледачи. Некаде сме на крајот на разговорот, дали имате некаква порака за крај? Па пораката е луѓето да ги следат нашите активности, нашите пораки кои што ги даваме, дека сите како население, како држави имаме придобивки од рециклирањето и од селектирањето на отпад, да го селектираат отпадот, да селектираме што е можна повеќе отпад, за да живееме утре ние и нашите деца во почиста животна средина. Тука некаде ќе ви заблагодарам за гостувањето и секако дека ќе видам успешно соработка понатаму на еден начин на кој што би можеле тоа да им го принесеме на нашите гледачи и сите да се увериме во овие благодати од рециклирањето. Ви благодарам за поканата и ќе ви информираме за сите нашите следни активности. Продолжуваме понатаму со програмата.